На средината на септември министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави нови униформи за редовната полиција. И како дизајн и како нова стока што треба да се купи на тендер. Ќе треба да се набават полициски униформи за, над 7000 полициски униформи, сигурно и тие мора да се набават за сите. Зошто? Заради тоа што сакаме да ги ребрендираме ова кој што таа е за овие што ги гледате ова. И сакаме полициските службеници да носат достојна, нормална, квалитетна нова униформа. Една недела подоцна, на 22 септември, Министерството за внатрешни работи го распиша тендерот и ги повика сите заинтересирани да земат учество. Новата униформа во себе ќе содржи елементи како винт јакна, теренска јакна, теренски панталони летни и зимски, кошули со кратки и долги ракави, капи, маички, чевли со потенок и подебел ѓон и високи зимски и летни тактички чизми. 2 месеца подоцна, на 19 ноември, на четвртиот кат во зградата број 5 во комплексот на Министерството за внатрешни работи во Скопје се одржа отворањето на понудите. Процесот кој не е дозволено да се снима. Покрај 360 степени го следеа и представници на 3 компании кои конкурираа. Набавката е деллива на 4 посебни категории: винд јакна со влошка, теренска униформа, чевли и чизми. За винд јакните заинтересираните понудувачи мораше да исполнат услов да имаат најмалку 50 вработени во производство. За теренската униформа, оваа бројка е поставена на 100 вработени, а и за нив и за другите. Дополнително, во последните 5 години да има извршено минимум една испорака на стоки од ист или сличен вид како предмет на набавката, со обезбедена потврда за извршената испорака. Тоа меѓу другото значи дека критериумите за фирмите што сакаат да понудат чевли или чизми се пониски. На тендерот се пријавија 5 фирми, 4 скопски и една од Охрид. Нени Компани, Мегаспорт, Микеј Интернационал, Лејерс ВФ Охрид и Камекс. Од нив само Нени Компани и Мегаспорт доставија понуди за сите 4 категории. Микеј Интернационал конкурираа само во 2 категории. Лејерс ВФ даде понуда само за винд јакни, додека Камекс се пријави само во делот за чизмите. Според првично понудените цени, Нени Компани даде најниска вкупна цена за винд јакни, околу 1,29 милиони евра, и за чизми, приближно 1,7 милиони. Микеј Интернационал има најниска цена за теренска униформа, околу 3,6 милиони евра, а Мегаспорт за чевли, грубо 1,12 милиони. Ова не мора да значи ништо, зашто допрва ќе се оди на електронска аукција, каде се очекува цената да падне. А кои се компаниите кои конкурираа на повикот? Според податоците од Централниот регистар, дел од фирмите веќе имаат историјат со добивање тендери од МВР, дел пак се релативно нови на пазарот. Минатата 2024 година Нени Компани имала приходи од околу 3 милиони евра. Во годишната сметка пријавиле просечен број од 34 вработени. Имаат искуство со државни набавки, меѓу нив тендери за униформи за Царинската управа, како и тендер за кошули за потребите на МВР во 2021 година. Микеј Интернационал лани имала приходи во висина од 3,8 милиони евра и просечен број на вработени 47. Кога се во прашање униформи за МВР, тие во 2020 година го добиле тендерот за изработка на облека за специјалните единици во вредност од нешто повеќе од 1 милион евра. Искуство со МВР има и Мегаспорт, кои во минатото испорачувале чизми за полицијата и специјалните единици. Тие во 2024 година пријавиле приход од 3,1 милиони евра, а просечниот број на вработени изнесува 88. Камекс, која се пријави само за делот за чизмите, каде патем не се бараа строги услови, е мала фирма која лани имала приходи од околу 50.000 евра и просечно само 20 вработени. За Лејерс ВФ од Охрид нема јавно достапни податоци за работењето, бидејќи се регистрирани во земјава на 31 декември минатата година. Оваа набавка, која по сегашните најниски цени ќе чини околу 8 милиони евра, се случува околу 7 месеци по склучувањето на рамковните спогодби за набавка на униформи за специјалните единици на МВР. Нивната вкупна потенцијална вредност беше 3,8 милиони евра, а го добија 2 фирми, секоја за дел од набавката.
Таа постапка доби внимание во јавноста по написите на 360 степени, дека поради недостатокот на посебни услови, јавната набавка ја добија фирми без докажано портфолио и искуство. Едниот добитник беше Лебран Дизајн, мало женско модно студио од Битола со 20.000 годишен приход и просечно двајца вработени во 2024-та. Другиот добитник Pamitex е фирма која е регистрирана во земјава само 3 недели пред распишувањето на тендерот, а чии газди водат до фирмата Team Traders Company од Белград, Србија. По вашите јавно соопштени информации и сомнежи ги повикав овде собственикот и на едната фирма и на другата фирма и им кажав следно. Ќе ви кажам што им кажав. Дека согласно она кое што јас го имам информација и јас го имам изанализирано, овде нема незаконитости во рамки на постапувањето. На Министерството за внатрешни работи Не може да се утврдат. не може да се, јас не можам да ги видам. Но доколку се утврди било каква незаконитост во делот на постапувањето нивно, јас ќе бидам најмногу фокусиран да ја најдам таа. Па прашавме во МВР дали започнала реализација на рамковната спогодба со Pamitex и Лебран Дизајн, односно дали полицијата нарачала униформи од нив и во колкави количини. Ни одговорија дека досега се склучени 7 договори нарачки, и тоа 4 со Pamitex и 3 со Лебран Дизајн. Од правното лице Pamitex за интервентната полиција е нарачено над 8.500 парчиња опрема во вредност од околу 458.000 евра. За специјалната антитерористичка единица Тигар по 3.400 парчиња во вредност од 184.000 евра. За единицата за обука и поддршка 3.800 парчиња униформа во вредност од околу 246.000 евра. А за единицата за брзо распоредување 349 тактички јакни во вредност од 32.000 евра. Сумирано Pamitex добила нарачки во вредност од 921.000 евра, додека пак трите нарачки за Лебран Дизајн вклучуваат: за единицата за обука и поддршка се нарачани мултикам комплети во вредност од 195.000 евра. За специјалната антитерористичка единица Тигар, мултикам униформи во вредност од 194.000 евра. А за единицата за брзо распоредување над 6.800 парчиња од повеќе ставки во вредност од 342.000 евра. Или вкупно 732.000 евра. Но освен за цените и количините, од МВР побаравме и да ги видиме униформите или да добиеме фотографија од етикетите. Каде и кој ги произвел? На ова наше барање, одговорот е: обележувањето, односно етикетите на униформите се согласно техничка понуда поднесена во постапка за набавка на униформа за специјална полиција. И тоа на униформата од Pamitex се Pamitex, на униформата од Лебран Дизајн се од Лебран Дизајн. Фотографии и увид во униформите во овој момент не сме во можност да обезбедиме, бидејќи за горе наведените нарачки течат рокови за испорака. Горе-долу истите прашања кои ги поставивме до МВР ги упативме и до фирмите Лебран Дизајн и Pamitex. Се уште чекаме на одговорот. А секако, ќе мора да се почека на одлуката. Кои и за колку пари ќе ги облекува редовните полициски единици.